Во стандардната тема меѓународни случувања разговараме со колегата Дејан Андоновиќ. Добро утро. Добро утро, Дејан. Неизбежна е темата коронавирус. Ние имавме неизбежна, да. на почеток на утрински имавме разговор за тоа, меѓутоа што е најново? Да, треба да ги апдейтуваме вестите, да ги апдейтуваме бројките. Коронавирусот е неизбежна тема, доминира во целиот свет, иако Светската здравствена организација засега не ја прогласува за пандемија, туку за епидемија се уште и ја наблюдува, сепак излегуваат некако нови случаи и нови земји пријавуваат дека имаат осомничени, би рекол, случаи каде што е можеби појава на коронавирус, некои дури и пријавуваат ново заразени. Она што е денеска би го означило денот е дека денеска за прв пат од излегувањето на коронавирусот во светски размери, прв пат има поголем број на заразени, ново заразени надвор од жариштето, надвор од Кина, одошто во самата Кина, односно Јужна Кореја денеска пријави нови случаи, околу 400 случаи, 481 случаи ми се чини, наспроти Кина која само 401 ново заболен има, што покажува дека полека од Кина почнува да се разлева бројот на заразени во другите земји. Доминира Азија, Азија е како жариште, нели, на Дали овој тоа вирус. значи дека во Кина се достигнува тој пикот Па на... се достигнува пикот и полека тој се разлева, од прилика така би се изразиле, не сме доволно стручни, нели, медицински да го коментираме, но факт е дека денеска за прв пат има повеќе ново заболени надвор од границите на Кина, што само покажува дека полека ќе се зголемува бројот на земјите, а веројатно ќе се намалува бројот на заболените. Така да, последната информација дека потврдени се над 81.000 случаи на заразени од новиот коронавирус. Доминира покрај Кина, доминира Јужна Кореја, која е тука во близина, веројатно и тој трансфер на луѓе дополнително го зголемува бројот на заболени. Исто така во азиските земји ново заболени има во Бахрейн и во Обединетите Арапски Емирати, каде што се по 1 до 2 случаи евидентирани, кои до вчера воопшто не ни пријавуваат. Не се пријавува на мапа. Да, Иран исто така е на картата на ново заболени, има број на ново заболени. Значи, од прилика, тоа е што се однесува до Азија. Што се однесува до Европа, и натаму доминира Италија. Таму во моментов има 447 заразени лица, но има и ново заболени случаи во Германија, еден случај е пријавен. Така да, полека бројките се зголемуваат, повторно ќе кажам, се зголемува бројот на земјите, а некако бројките полека како да почнуваат, нели, да на некој начин да опаѓаат. Каква е состојбата во регионот? Во регионот на 40 милиони жители има 5 заразени. Збориме за Балканот, каде што доминира Хрватска со 3 заболени, Грција и нашата држава по 1 заболен. Засега Босна и Херцеговина, Србија, Албанија, Бугарија, Црна Гора немаат евидентирано, и покрај тоа што Црна Гора, според последните информации, има 184 лица кои се ставени под надзор, бидејќи се сомнева дека можеби го имат коронавирусот, но за сега нема потврда за таква информација, така да ги следиме случувањата. Она што мене ме е интересно и што го коментиравме, ај ти пред да влеземе во студиото, е дека Соединетите Американски држави немаат за сега ни еден случај. Доналд Трамп во својот стил како претседател на Соединетите Американски држави изјави дека коронавирусот во Соединетите Американски држави на некој начин е под контрола и дека Соединетите Американски држави имаат капацитети да го сузбијат евентуалното ширење на појавата на коронавирус. И пак ги обвини медиумите дека шираат дезинформации, токму така, но тој сепак вчера имаше посебен состанок на неговиот кабинет посветен на коронавирусот, значи го разбраа сериозно, но она што е, пак ќе кажам, интересно, дека Соединетите Американски држави за сега немаат ниту еден случај, што на некој начин испаѓа дека овој коронавирус е азиско-европски проблем, но не е на Соединетите. Уште не е стигнат во... Да, дури нема ни во Јужна Америка, колку што знам последниот случај на тој континент преку Атлантикот е еден
регистриран во Бразил, што на толкав број на жители на тој континент, па и во Бразил, па и Соединетите Американски држави како една држава која е мали обединети нации, значи има голем трансфер на луѓе на роба, за сега нема потврдено, но ќе видиме. Може да у наредниот период сепак да има некои регистрирани. Она што Трамп го рече исто така дека го задолжува потпредседателот Майкл Помпео да го координира целиот тој процес околу. Мислиш државниот секретар? Да, се извинувам, да го контролира, да го целиот тој процес, да го координира и евентуално да реагира доколку има некаква таква појава. Во исто време кога таму е нели председателот на Косово Хашим Тачи. Да, но пред да преминеме на ситуацијата во Косово, спомна дека постои можност ова ситуацијата со коронавирусот да се користи во меѓународната, таа високата политика. Во зашто конкретно? Повторно ќе кажам, интересно што Соединетите Американски држави се уште немаат регистрирано, и дај Боже да е тоа така, нели, што помалку да се регистрираат ново заболени, и изјавата на Трамп дека опасноста од коронавирусот за сад е многу ниска, речиси и невозможна. Да, нормално одма се користи во геостратешки, геополитички и политички конотации. Ќе потсетам дека Иран беше обвинет како држава, нели, која е на некој начин намета на Соединетите Американски држави поради тие меѓусебни политички односи. Токму Помпео го обвини Иран дека крие податоци за вирусот и за ширењето на вирусот во својата држава и во регионот, и дека Иран на некој начин крие податоци што точно се случува и колку е расширен коронавирусот во тој дел од светот. Значи се обидуваат по секоја, нели, на сите можни позиции да се обвинува Техеран. Да се продолжи притисокот врз Иран. Да, се врши притисок. Веројатно тоа во наредниот период и другите држави за одредени своји цели ќе го прават, но до тогаш ќе ве останува да го на некој начин да ги сумираме статистички, да ги гледаме бројот на новозаболени низ светот. Повторно ќе кажам, денеска е прв пат има бројката на новозаболени е поголем од надвор од границите на Кина, што покажува дека тоа полека се разлева како бројка на заболени и дека Кина, иако е жариште на коронавирусот, веројатно тој полека ќе опаѓа. Таму кај нив ќе спласне. Пред да завршиме, еве кратко за спомнавте дека Хашим Тачи, председателот на Косово, е во Вашингтон средби со државниот секретар. Мораме да ги апдейтуваме. Но она што е интересно е додека Тачи е во Вашингтон, Курти му покренува импичмент. Да, премиерот Албин во Курти. Приштина, затоа што го обвини дека потпишал таен договор со НАТО. Ми се чини дека колку е реална можноста да, регионалниве политичари и Курти ќе го споменеме само Вучич во еден контекст како да се вадат за некои постапки кои планираат да ги направат. Албин Курти најави дека ќе покрене импичмент, така наречен и популарен збор, за Хашим Тачи, бидејќи тој 2013 година потпишал таен договор со тогашниот генерален секретар на НАТО Расмусен, дека Косово нема да ги праќа своите воени сили или своите полициски сили во северот на Косово. Тој таен без дозвола на НАТО. Да, без дозвола на НАТО, што на некој начин ќе потсетам Насер и е обврзан, бидејќи според резолуцијата 1244 не би ни смеело друга воена сила да биде на Косово освен КФОР. Но тој договор е напишан. Албин Курти денеска вика дека тоа било големо предавство на косовската држава, да, така. Но мотивот зошто го даде, но прашањето е дали за разрешување на Тачи ќе треба 80 предавци. Да, но ја би влегол во мотивот зошто тоа Албин Курти го кажа дека му замера на Тачи што потпишал таков договор, но во исто време изјавува дека Приштина нема никаква намера да праќа воени сили во северот на Косово, туку му пречи зошто Хашим Тачи пред таму 7 години тајно потпишал. Но има и уште еден интересен податок според мене во однос од Белград и Приштина, а тоа е дека Хашим Тачи е во Вашингтон, а Александар Вучич во свој патетичен стил изјави утринава дека, ќе го цитирам, најверојатно таксите консервските производители ќе се укинат, но ние како нација во наредниот период ќе бидеме под жесток притисок на меѓународната заедница да донесеме некое конечно решение за Косово, што укажува. Тој повторно во стилот и на Курти се вади пред јавноста и вели, види, ќе ги најавуваат тешките одлуки, ги најавуваат одлуките кои ги знаат унапред, а не знаат како да им ги соопштат на граѓаните во пресрет на изборите, бидејќи многу ќе влијае врз неговиот рейтинг на претседателските, односно на парламентарните избори во Србија во април. Дан, ти благодарам на разговорот.